Закон за албанскиот јазик значи рамноправен со македонскиот и службен на целата територија, а тоа само по себе бара интервенција на Уставот, смета универзитетскиот професор Осман Кадриу, еден од консултантите за предлозите за кои преговараат политичките партии. Статусот на албанскиот јазик е едно од главните барања во платформата на албанските партии и бара отворање на највисокиот правен акт. А според Кадриу, тоа за СДСМ, која е на чекор до добивање на потписи од ДУИ, е неприфатливо. Веќе тие прашања преминуваат во материја која се нарекува уставна материја, а тоа значи дека тие прашања претходно треба да се уредат со устав, а после со уставна норма уставотворецот ќе нагласи дека парламентот се задолжува да донесе конкретен закон. И во иднина, за ваше информирање, ние се носиме со идеја, кога станува збор за албанскиот јазик, со интервенциите во Уставот, можда ќе биде и подобро и најдобро да се донесе само закон за албанскиот јазик. Али нагласувам во согласност со Уставот. Не значи како што сега се наведува друг јазик и така натаму, што го зборуваат толку и толку проценти на граѓани во наша држава и така натаму, но за да се нагласи дека албанскиот јазик ќе биде рамноправен и ќе важи на цела територија, тогаш согласно уставната норма, ако се прихвати таква уставна норма, треба да се донесе закон само за албанскиот јазик како службен јазик во нашата држава. Според професорот, она за што се разговара е озаконување на употребата на албанскиот јазик, а усогласување меѓу другото има и за примена во собранието, доколку спикерот е албанец, седниците да ги води на албански јазик. Личните карти, пасошите и изводите да се издаваат без барање за јазикот. Кадриу смета дека за овие законски решенија потребно е релативно мнозинство или плюс 61 пратеник. Членовите на владата, припадници на албанска национална заедница, наследниците на владата да можат да зборуваат на исто така албански јазик. Има една новина и таа новина се бараше за ваше информирање кога се донесе законот, последниот закон за нотарите во Македонија, да во оние подрачја каде што е нотарот од албанска национална заедница, а и странката исто така од национална заедница на албанците, по барање на странката, нотарот ќе може, ќе има право, ќе има и обврска, ако се прихвати тоа како законско решение, актот и сите видови на акти што ги издава нотарот, како што се актот на солемнизација, оставина, делба физичка, заверка на сите видови на изјави, на договори и така натаму, тие акти да се издават и на македонски и на албански. Нема согласност за употреба на албанскиот јазик во судските постапки, бидејќи тоа тешко ќе одело во пракса. Според разговорите и сите странки да се албанци, тогаш записникот мора да се пишува и на македонски јазик. Има и такви измени за кои е потребно двотретинско мнозинство во парламентот или плюс 81 пратеник да гласаат за да поминат. Тука влегуваат двојазични табли на државните институции, патокази и гранични премени. Кадриу нагласува дека потребна е политичка поддршка од сите пратенички групи, ако треба во законските решенија да се вметнат и верзиите на другите партии.